убаво друштво сме ние, во убаво друштво ќе бидете и вие. Утринска централна тема, споменавме утрово со Ивана, доколку сега се вклучувате на тема за хуманоста, може би една од највозвишените човечки особини, благодарение на нашата институција Црвен крст, која што годинава ги бележи своите 80 години постоење. Сега, може и прочитавте на почетокот од годината, податокот стои горе доле дека Македонија може би се уште има слаб интерес за волонтерство со низок стадиум. Таргет група за волонтеризмот се младите луѓе кои треба да се вклучат во активности за да се развиваат самите себе си, но и заедницата и околината во која живеат и творат. Секако примерен организатор на волонтерство кај нас се граѓанските организации кои самите се волонтерски и можеби секој пат ќе апострофираме дека недостасува развиен систем за регрутација, прием, поддршка на волонтерите и искористување на тој хуман капитал кој што го поседуваме. Меѓутоа, случајот со Црвениот крст е многу поинаков. Тие всушност прават дистинкција можеби за волонтеризмот. ПХВ програмата промовира култура на диалог како основа за интеркултурно општество преку промовирање на вредностите на Црвениот крст и промовирање активни знаења како и основа за активен пристап кон животот. Имено за промоција на хуманите вредности и ПХВ дисеминатори утрово малку повеќе за 25 години искуство во Македонија, колку многу обучувачи во овие 25 години и колку веќе имаме обучени дисеминатори, ќе говориме, меѓутоа и ќе потикнеме тема хуманост. Да, слушнавме одлични пред да влеземе, односно да одиме во живо или во етер, одлични вести и резултати и бројки. За сите оние активности и иницијативи кои што ги има Црвениот крст, при тоа во цел тој напор и труд за да се вклучат што поголем број волонтери, како на некој начин да ја пренесеме љубовта кон волонтерството преку објаснување или вистинската суштина на тоа што значи да се биде волонтер. Повеќе за ова и подетално по мојата и на Марко долга најава, може да ги представиме нашите денешни гости. Да, именно долги години се познаваме, ќе се поздравиме токму и нашата Александра Ристовски, ПХВ национален координатор и на големо задоволство што ние донесовте Сања Кузмановска, дисеминатор официјално, меѓутоа и редовен наставник во Марко Цепенков, основното училиште во Зеленикол. Да. Мислам дека ќе биде одлична комбинација за да споделиме на јавноста мисијата на промоцијата на хуманите вредности. Да видиме во пракса како тоа се реализира. Вистински, бројките се фасцинантни, проектите уште повеќе, сега да не погрешам, 169 обработени проекти за 2024 година. Токму така. Успешни. Во кој што е вклучена и нашата Сања. Так, токму така. Секоја чест. Од каде да започнеме? Од тоа што 25 години веќе ги ставате вистинските постулати за хуманоста и волонтеризмот, алатка која што секој од нас треба да ја промовира, да ја потикне и мислам дека тоа некој пат можеби најубавото пробоно искуство кое што човек може да го доживее без при тоа да очекува нешто за возврат, а да биде доброчинител. Добро утро од нас и благодарам за повикот да споделиме дел од нашите искуства и како што кажате и сами да бидеме потикнувачи и мотиватори за заедницата, за општеството и за младите кои што сакаме да бидат дел од нашата организација. Кога зборуваме за Црвен крст, секако дека првото поврзување е токму волонтерството, бидејќи нашата организација и почива врз еден од принципите кој што е доброволна служба, значи дека луѓето се вклучуваат во организацијата не очекувајќи при тоа ништо да добијат, туку од оние алтруистички побуди да променам нешто, да подобрам, а низ патот низ кој што поминуваат ние луѓето од Црвениот крст овозможуваме тие да добијат вештини со кои што стануваат најдобрата верзија од самите себе си, а при тоа ги потикнуваат и останатите да го следат нивниот пример. Така да она што го направивме во рамките на ПХВ програмата, што е всушност кратенка од нешто што го нарекуваме промоција на хумани вредности или Црвен крст во акција, да се ставиме со теоретските знаења во акција и да делуваме на терен. Како што кажа и самиот, програмата започна пред 25 години. Во тоа време идејата беше да се промовира мирот, толеранцијата и соживот во нашата земја помеѓу младите кои што се од различни етнички групи. Како град на солидарноста го носиме тој епитет се уште. Токму така, она и што го работи всушност нашето национално друштво како еден од приоритетите, но и како да ги регрутираме волонтерите и како да останат тие во редовите на организацијата. На младите луѓе особено важно да се случуваат работите брзо, да има нешто што ќе ги заинтересира, нешто што ќе ги привлече. Особено последните години генерациите тие не сакат многу пасивни работи, многу слаб. Па не во време на технологија ваква напредот. Тие сакат многу брзи работи да се случуваат и сметам дека преку ПХВ програмата ние тоа и го нудиме. Значи станува збор за една обука во која што ние ги обучуваме дисеминаторите. Тие се 40 луѓе на број оваа година како Сања, кои што ја добиваат обуката и потоа во своите средини, во општинските
неговите организации од каде што тие доаѓаат, а 33 се на број во целата држава, со 30 младинци ги реализираат овие обуки. Станува збор за 3 обуки. Првата е дисеминација или теоретското знаење за Црвениот крст, бидејќи дисеминација всушност значи ширење на знаење за нашата идеја и за самата организација. Потоа вториот дел е како се изработува малиот проект во кој што ги учиме децата за проценки на терен, како да ја најдат целната група, како да ги детектираат корисниците, како да направат дрво проблем, кои се причините за проблемот, а кои се последиците, на што можам да делувам и како можам да ги променам работите, и на крај сето тоа да се документира како третиот час. Значи ги учиме за работи кои што се важни, кои што понатака ќе им бидат важни низ процесот на, да речам, нивното образование. Важно е да кажам овде дека правиме поврзување на теорија и на пракса, но и на школски, на воншколски активности. Ги вадиме од нивната комфорна зона, значи да не поминуваат по 6 часа на социјалните медиуми, туку да се групираат во Црвен крст, да работат во тим, да учат како да презентираат, да се обратат кај донатор, да чукнат на врата кај директорот, да прашат за одобрување, да организираат спортски надпревари, настани, токму така, но и едни меки вештини кои што никаде на друго место не се учат туку преку една волонтерска работа. Да, една одлична, да речеме, иницијатива или токму тоа што е неопходно, особено во денешно време и за денешните деца. А кога тоа ќе се имплементира или како што видиме кога тоа ќе го направи еден дисеминатор кој е учител, односно наставник во училиште, тоа е веќе полн погодок и веројатно од прва рака можеме да го слушнеме и вашето искуство, и вашата мисија практично преку Црвениот крст и работата да може тоа да го пренесете на учениците. Па како тие тоа го примаат, какво е нивното видување за тоа што значи колку сакаат, имаат желба да бидат волонтери и да дадат свој придонес и како вие тоа го имплементирате, односно реализирате во часовите или додека трае самата настава? Ви благодарам прво за поканата. И вистинска инспирација е да се работи значи со волкава група на младинци со кои што на крајот на проектот веќе ќе имате навистина резултати со кои што не само тие и јас како нивни дисеминатор сум многу горда. Доаѓам од општинската организација на Црвен крст Кисела вода, значи не сум сама. Алекс секако не обучува нас дисеминаторите, меѓутоа ние во позадина имаме поддршката и од општинската организација. Зад мене имам поддршка од еден прекрасен тим, кој што ќе си ги поздравам во моментот. Не чека нова група на младинци од понеделник, веќе го почнуваме новиот циклус. Процесот е да, и навистина инспирација да поттикнете толкава група на младинци, да им покажете дека всушност тие можат да сработат. Во денешно време некако предпоставувам им недостига мотивацијата и поддршката да им покажеме дека навистина можат да направат нешто со кои што ќе придонесат за добробит на целата заедница. Кога ги почнуваме самите проекти, кога ги држиме првите работилници, им кажуваме, нели, прво ги запознаваме со Црвениот крст, па им кажуваме какви се проекти ќе работиме. Прво се малце со неверување, ма дали ние ќе успееме кога ќе им покажам некој пример, нели, на проект што... Како дрво проблемот, значи процесот на создавање. Да, ги соочуваме, им покажуваме проблем. Па ајде сега да ги видиме кои се причините за проблемот, па на што ние можеме да делуваме од тие причини за да ги отстраниме нели последиците. И кога ќе ги поставиме во една таква ситуација и ги инспирираме, ги мотивираме, на крајот имате среќни лица кои што се горди самите на себе дека успеале да постигнат нешто. Минатата година имавме одлични проекти. Сега вие споменавте зад камери дека септември е вашиот месец, затоа што во куќарката се не знам поминаа некои од инсерти, од скупно 169 оние убави креативни проекти кои што сте ги имале, еден од нив се вбројуваше и ова што го споменавте со како да ја кажам, креирана училница надвор во надворешен амбиент, поттикната секако со донации од младите кои што се знаете, и се тоа почнува сепак со ние им даваме поттик на учениците, меѓутоа не е дека ние го имаме главниот збор и дека ние како ќе кажеме како возрастни така ќе биде. Тоа воопшто не ни е ни целта во проектите. Целта ни е да ги поттикнеме младите, оно што кажа Алекс, да ги извадиме од нивната комфортна зона, посебно во денешно време каде што гледаме за жал со какви се работи се очуваат и сами. TikTok предизвици. Супермен беше актуелен или при крајот на првото полугодие. Да, вие како наставник и плюс тоа се соочувате. Токму така. И сега ние од еден таков супермен да им покажеме дека може да бидат навистина вистински херои во денешното општество и навистина предизвик и голем успех кога ќе го постигнеме тоа. Идеите поттикнуваат, ние можеби само ќе ги поднасочиме малце, меѓутоа идеите сепак доаѓаат од нив. Конкретно вие спомнавте летната училница во моето училиште. Самата идеја произлезе од моите ученици.
затоа што за жал сите го паметиме периодот на ковид, кога моравме да работиме во училница нели со маски, па ни беше загушливо, посебно нели во топлиот временски период. И практикував тогаш, нели смеевме доколку си најдеме начин да држиме и наставата надвор. За среќа моето училиште има многу убав двор. Ќе земевме столчиња, ќе ги изнесевме столчињата надвор на растојание, нели нормално седнати, тогаш смеевме да ги извадиме маските, имав за среќа една мала табла, ќе ја подпрев на дрвото и државме часови така. И од тука токму на децата идејата беше па наставничке, кога држевме надвор часови ни беше интересно, може ли нешто такво сега да направиме, да не биде да ја носите таблата па на дрво да ја подпираме, па столчиња цело време да носиме со нас да ги разнесуваме. Од тука произлезе всушност од самите деца идејата за да направиме една училница на отворено, која што нормално понатаму заеднички ја развивавме. И се уште ја користите, така? Да, секој септември. Да. Па всушност ова ни од минатата година нели проект кој што го завршивме крајот на април, почетокот на мај, така да имавме прилика да ја се втосаме уште минатата учебна година училницата. Септември си ја користевме активно и сега со нетрпение чекат учениците да дојдат топлите временски периоди, па повторно да бидеме надвори да држиме часови. Да. Александра би ја прашала, само 25 години е навистина голема бројка и тоа е еден јубилеј. А 25 години е добар временски период за да се почувствува, да речеме, недостатоците, каде треба да има промена, што треба да се вметне, што е она каде што можеби се има некаква кочница и слично. Што во изминатите 25 години вие забележавте во оваа насока, за да може сето тоа да се надградува со текот на годините и колку всушност сте задоволни од напредокот во овие 25 години? За програмата вела дека е добра и успешна токму заради начинот на кој што ние се прилагодуваме на промените. Тоа што програмата беше пред 25 години не е денеска. Еволуција си постои. Токму така. Во самиот почеток ние работевме директно во училишта и со училишта. Денеска таа е веќе програма која што е базирана во самите општински организации и системот кој што го бираме е дека имаме одговорни наставници во секој училиште, каде што стручните соработници од општинска организација всушност комуницираат и го прават изборот, регрутација за младинците кои што ќе бидат дел од програмата. Збориме за млади кои што се на возраст од 13 до 17 години, кои што се всушност нашиот таргет. Се прилагодуваме и со модерната технологија. Например, до пред 2-3 години ние не работевме со кратките видеа, кои што за 2 минути всушност објаснуваат се што е направено, како видеото кој што веќе одеше во позадина. Ние ги учиме како за 2 минути да прикажеме цела приказна за паритот кој што они го изработуваат за 2 часа. Замислете 168 кратки видеа од 2 минути кои што минатата година беа прикажани на сите комуникацијски канали на Црвен крст на Македонија, на општинските организации. Значи тоа е многу споделувања, тоа се многу позитивни примери кои што дадат во етерот и многу потикнување на целата наша заедница. Во тие видеа се гледат соработката со локална самоуправа, самите работилници, едукациите кои што ги имаат, активностите кои што тие ги реализираат, изработка на постери, продажба на карти, организирање на киноденови, потоа градење на самата училница или пак организирање на концерти. Целиот процес и на крај завршување со доделување на целата помош таму каде што е потребна. Значи за 2 минути стануваме освестени што све прават младите. Така да низ годините имавме многу прилагодување и сметам дека тоа е добар и позитивен пример. Секако, секоја година го зајакнуваме тимот, бидејќи јас имам тим од 30 инструктори кои што дел од нив веќе 25 години се лојални на програмата. Тие се волонтери кои што исто така позитивни примери во нашата заедница. Говориме за активни инструктори, така? Во ПХВ програмата. Тие се волонтери од своите средини кои што се на различна возраст, професии, но од друга страна и етнички различна припадност, бидејќи преку програмата ние навистина ја промовираме таа културата, мирот и соживотот. Сања и незината генерација се 40 семинатори кои што оваа година ги обучуваме, кои што ќе бидат да речам активни во своите средини во текот на оваа година. И се замислете, зборуваме за 25 години. Тоа се повеќе од 25.000 младинци кои што беа обучени преку ПХВ програмата. Токму така. Бидејќи Црвен крст има и други алатки преку кои што ние ги регрутираме волонтерите, како крводарителство, тимови за одговор при катастрофи, прва помош и многу други нешта. Зборуваме токму за оваа програма. Интересно е да се спомене дека голем број од тие младинците, јас сум останала со нив во контакт, тие работат во различни сектори, во банки, во институции, во некои невладини организации, но тие останале волонтери. Црвениот крст преку еден ваков потик во кој што тие се ставени во ситуација во кој што веднаш делуваат и прават нешто добро во својата заедница, ги виделе придобивките. Оти тие разговарале со корисниците, со самохрани родители, со лица кои што се во социјален ризик, бездомници, кај што правеле домови за нив, и тоа се промени со кои што тие млади луѓе директно
директно се менуваат и остануваат верни, да ви кажам, на она што значи волонтерство. Како рековте следнија, повеќе од 10-15 години сте во Црвениот крст, како? Па скоро 15. Да. Тоа покажува. Но тие се Ова е враќаат податокот. преку своите институции, да речам, и прават некои одредени мали иницијативи во организациите каде што работат. Значи остануваат потик таму каде што е потребно. Може ли малку во бројки за да создадеме уште поголема таа инклузија? Сања секако споделите и вие некои ваши искуства. Само за оваа 2025, велите дека ќе имате спроведени 117 обуки, Така. ако не грешам, на кои 1170 младинци ќе добијат обука за дисеминација, изработка и документирање на мали проекти и потоа во период од 2 месеци сите овие млади ќе имаат прилика да на терен изработуваат мали проекти. Колку рековте, на колку семејства и индивидуи во Македонија? Минатата година 4200 луѓе добиле помош од овие наши млади амбасадори, Замислете млади бројката. херои. И помошта е најразлична. Дали е преку изградба на училница. Еве ќе го споменам проектот од Црвен крст Карпош во кој што младите собрале средства за да купат 8 мали фрижидери, токму тоа што го гледаме сега, за детската болница Козле, бидејќи тоа недостасуваше. Сега тие ја направиле проценката, тие направиле разговорот што е тоа што е потребно. Често пати тие санират купатила, прават кровови, купуваат шпорети, фрижидери таму каде што немаме, каде што имаме субстандардни услови за живот, но прават и често пати обновување на библиотеки, собираат книги. Не се работи секогаш за собирање средства и донирање на социјални проекти. Некои од проектите може да бидат еколошки, каде што тие собираат средства за да купат садници кои што ги садат или поставуваат клупи, чистат паркови, таму каде што живеат или да речеме самите училишта. Потоа имаме проекти во кои што на пример е реновирана детскиот одел во некоја болница или пак работат со дневните центри за лица со попречености. Често пати купуваат нешто ако недостасува како клима уред, како телевизор, но често пати прават едукации со тие деца, по 10, по 12 креативни работилници, каде што проектот трае и процесот на промена и кај тие деца, но и кај нашите волонтери е навистина голем. Не е идејата само да направиме нешто, собереме пари и да го дадеме и сме завршиле. Туку ние бараме должината на проектот да трае, значи да има промени кај учениците, дека јас се дружам со тие млади луѓе кои што се различити од мене, да речам, да научам нешто и да се променам и сето тоа да го промовирам и да се мирам во својата заедница. Има многу проекти кои што се токму на промоција на културата. Имаме групи каде што младите од албански групи учат македонски јазик со нивните дисеминатори и обратно, групите кои што се македонски го учат албанскиот јазик, турскиот или ромскиот, зависно од која заедница сте. Прават многу концерти во кои што се промовира музиката, поезијата, народната носија. Значи правиме еден комуникацијски канал во кој што младите се запознаваат и се ставени во еден формат во кој што сваќаат дека сите имаме исти потреби, сите сме ние млади и сите ние сакаме и слушаме иста музика. И на некој начин тие се доближуваат за да се запознаат, кои што бидејќи на жалост веќе тие се и физички одделени во различити училишта. Така да една од нашите улоги покрето на регрутирање, поддршка во заедницата е токму и доближување на младите луѓе преку еден ваков пример. Да, се приближуваме кон крајот на разговорот. Фасцинантни се овие бројки за кои што денеска зборуваме, исто така подеднакво фасцинантни овие иницијативи, активности кои што ги има Црвениот крст. За пример она кое што го прави Сања, но и она кое што го реализира и спроведува Црвениот крст. 80 години јубилеј наскоро, 15 во текот на март, ќе ни кажете точно кој датум имате одбележување на јубилеот и тоа ќе биде како завршиток на овој разговор, но повод за следниот непосредно пред јубилеот. Со многу други теми за кои што може да ги споделиме. Токму така 80 години Црвен крст на Македонија ќе има централен настан, централно одбележување каде што повторно ќе ја дисеминираме нашата идеја, нашата мисија да знаат граѓаните што е тоа што го правиме. Чекориме рамо со некои други институции во нашата земја по повод 80 години постоење. Ќе има многу локални настани во сите општински организации, средба со корпоративниот сектор, со локални самоуправи да им кажеме благодарност на сите оние кои што беа со нас во изминатите 80 години, но секако и многу настани во кои што ќе бидеме видливи. Значи настани во кои што граѓаните ќе може да дојдат, да разговараат со нас, да ги видат активностите, можностите во кои што може да се вклучат, да волонтират, но и да се вклучат, да речам, преку нивниот допринос, да речам, во делот на волонтирањето, промените кои што ги нудиме и секторите каде што ние делуваме, тие може да се вклучат и да дадат она што значат нивните вештини. Одлично, Сања. За крај, зошто да се биде дисеминатор? И повторно ќе кажеме како и на кој начин сите може да ги потикнеме сега на Телма телевизија да се вклучат во програмата и обука на Здравје Боже. Па има ли поблагородно нешто тоа да ги инспирирате децата и да бидат хумани и своето слободно време наместо на социјалните мрежи да го потрошат правејќи проекти кои што ќе бидат
навистина за добробит на целата заедница, затоа што можевте да видите од самите видеа, децата не само што ги осмислува, вистински работеа во проектите. Кога требаше да се фарбаат гредите, тие заедно со мене фарба, значи ние не плативме мајстор да дојде да ги изфарба, ние фарбавме профилите кога требаше да се фарбаат, тие фарба. Имавме друг проект каде што уредувавме детска соба за детенца, ние ги фарбавме зидовите. Така да мислам дека нема покумано нешто од тоа. Благодариме многу за вашето време и за гостувањето во Утринска на Телма.